Cena na dolgata politička kriza, platite во januari padna sekade. Ова го покажува последниот извештај на Државниот завод за статистика, според кој за јануари просечната нето плата била 22.750 денари и таа реално била пониска за 3,4% од просечната плата исплатена во декември минатата година. Намалување на платите има во сите гранки на стопанството, но најсилно тоа се одразува врз грбот на текстилните и кожарските работници, чии плати и онака беа најниски. Во јануари текстилците дома си заминаа со 226 денари помалку, сума која е доволна за купување на 11 леба, например, или 6,5 литри млеко. Кожарите пак на сметката беа покуси за 214 денари, односно во јануари јаделе 10 леба помалку и пиеле 6 литри млеко помалку. Штета на работникот, никого друго. Секогаш. А газдите се од ден на ден се збогатуваат. А не е уред. Сигурно не е уред. Треба да се платат. Како порано, како беше у Југославија, и ние остануваме преко време, да се плакиш. Секој сат се плакиш 150%. А страдат работниците, економијата страда, со политиката и економијата страда, и сите, и земјоделците барат субвенции, навреме не стигнуваат. Најлошо во јануари поминале оние кои работат на изградба на згради. На нив, споредено со декември, платите им биле пониски за дури 1.377 денари, односно од 17.800 во декември на 16.425 во јануари. Ова според синдикатот е резултат на политичката криза и на лошиот имидж на државата пред странските партнери. Сигурно дека политичката криза влијае врз состојбите во стопанството, врз пазарот на трудот секако. Се уште нема такви најави за некои помасовни или поголеми отпуштања, но сигурно е дека ако се би дошло до влошување на таа политичка криза, сигурно е дека ќе дојде до намалување на тие нарачки, ќе дојде до намалување на можноста за исплата на плати. Од друга страна пак, во некои сектори статистика бележи пораст на платите. Например, јавната управа и одбраната добиле 276 денари плюс, во здравството платите пораснале за 565 денари, додека во снабдувањето со електрична енергија и газ за 1647 денари.